и да разјасниме дали денес младите влечат повеќе на кај послушноста или на кај самопочитувањето. Ние помладите очекуваме да не почитуваат исто толку што ние почитуваме. Наставници, професори, учители, што и да било, не знаат како да се вклучат во новиот систем. Законите се променети како прво. И совршенство се бара на некој начин. Да. Се изгледа совршено на социјалните мрежи. Јас имав професор по географија, се сеќавам, знаеше на табла да напише взаемно почитување. И тоа дека успехот се гради со грешки, и тоа апсолутно стои и држи вода, затоа што ако не грешиме, нема да знаеме кај треба да поправиме и да бидеме подобри. Ние ќе се представиме на нивното мислење, често ќе кажеме не, моите тренери и сите што пратат одбојкама знаат не некако доста тврдоглава, доста решителна и дека често го употребувам зборот не. Успехот не се гради за еден месец, за два. За да биде некој истраен и успешен, тоа е долг процес кој што треба да го изоди. Апсолутно. Кога беше баш победата, јас верували или не, изгубив многу луѓе околу мене. Значи тоа се случи како за ног, преку ноќ буквално. Вистина не можам да се сетам дека мене некогаш ме ограничиле да Да, исто и јас. Дајте други деца. Некој понепослушни. Мислам дека тоа зашто не ми се јавувале, не ме барале. Има добар во Добар, апсолутно. Не